Впрочем, вие денеска сте во Струмица, има една интересна работилница со ученици и овде сме во просториите на Europe House, па може ли да ни кажете која е целта, каква работилница се спроведува денеска? Ние со нашите колешки од средните училишта договоривме овој прекрасен простор на Europe House да го искористиме денес по еден повод на нашите идни колеги, да им ја доближиме нашата програма, односно програмите на нашиот филолошки факултет при УГД Штип и пред се најмногу да истакнеме дека ние како УГД и како филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип се грижиме за нашите млади, за нашата иднина. Како го правиме тоа, сигурно ќе го поставите тоа прашање. Се обидовме оваа година да направиме, односно да издвоиме средства со кои што ќе бидат платени по 10 партиципации за сите студенти на сите студиски групи. Значи на групата за англиски јазик и книжевност 10 стипендии се обезбедени, на групата за германски јазик и книжевност, за италијански јазик и книжевност, турски јазик и книжевност. Исто така имаме по 10 стипендии за првиот уписен рок. Намерно или ненамерно ја изоставив групата по македонски јазик и книжевност, бидејќи знаете дека ние секоја година се грижиме за македонистите, односно на тој начин ја покажуваме својата грижа за мајчиниот јазик. Сепак ние како национална катедра треба да и посветиме поголемо внимание. И како го правиме тоа? Секоја година нудиме стипендии за оваа катедра, а оваа година ги стипендираме сите што ќе се запишат на групата за македонски јазик и книжевност во првиот уписен рок секако. Значи за другите студиски групи по 10 стипендии, а за националната катедра македонски јазик и книжевност сите студенти ќе бидат покриени со партиципација. На кој начин се рангираат студентите кои што ќе добијат стипендија? Првиот уписен рок најдобрите 10. Така. Значи сепак успехот, нели, има некое меѓутоа имавте уште една можност, тоа е да напишат матурантите есеј. Како беше интересот? Заврши, мислам, се уште ги пребројуваме, значи пристигнатите есеи, се прават комисии кои што стручни комисии од наши колеги кои што ќе ги прегледуваат и врз основа на нивните, нели, оценки ќе бидат наградени 4 кандидати кои што ќе добијат пак стипендија на било која од единиците на УГД.